Здраво, здраво. Добре дојавте на YouTube каналот на Pandemonium Radio. Јас сум Дарко Айрис Скреч. Ова до мене е мојот човек Трајче и Activity. Добре дојавте у уште едно видео. Денеска збориме за Certified Lover Boy, CLB, новиот албум на Drake. Трајче, дали го преслуша албумот? Долго очекувано, многу време, long time in the making. Повеќе пати беше пушнат назад и мислам дека веќе беше финално онака да го добиеме во целост, да слушнеме што има Дрейк да каже, бидејќи и тој како и сите други ни даде нешто онака некој leftovers, не остави да сакаме поише. Тоа го зборевме и во нашето ревју за Dark на Demo Tapes. И конечно го добивме Certified Lover Boy со сите негови онака грешки, негрешки, перфекции, имперфекции. Ајде да почнеме од старт. Да збориме за почетокот на најавите за Certified Lover Boy. Ако не се лажам, уште од Darkland Demo Tape, значи уште од мај 2020, уште пред тој албум да излезе, се збореше дека Drake спрема албум, ова се песни кои нема да се најдат на него. Тој период имаше неколку ликови кои се најдоа на овој албум. Да почнеме таму хронолошки, како се сеќаш за тоа. Дали беше малце одлаговлечено, ние зборевме на Pandemonium Radio шоу таму во зимата дека го чекаме Drake и еве после подолго време скоро конечно година албумот излезе. Според мене од нигде никаде, бидејќи Donda дропна во недела, шок од нигде никаде, и понеделник Drake го извади каверот, катастрофален според мене, и најави албумот излегу петок. Онака се случи многу брзо. За Donda зборевме, погледнете го преходното видео. Ако тоа беше лош ролаут во моите очи, ова беше уште полош. И каверот беше не знаев дека се чувствуваш така. Па добро, види, уште кога зборевме уште зимата, значи почнавме во јануари да го збориме, Darkline Demo Tapes, ако не се лажам, го добивме март месец некаде, и види, мислам дека тоа беа некои интерни проблеми кај Дрейк, каде што неговиот камп онака ликнуваше многу песни, бидејќи знаеме Дрейк дека е многу секретив, посебно кога креира нова музика. Ретко е да се слушне некоја песна онака што ќе се најде после на албум, дури и мислам дека е Дрейк таков човек и таков артист кај што ако веќе нешто ликне, стварно не сака да го да биде вметнато во негов нов проект, барем не до сега се нема случено тоа. И да, имаше неколку моменти онака кај што си велиш као со неговите одлуки на еден начин, као си велиш што прави сега, зошто е ова вака. Па дури и да почнеме од името, брат, Certified Lover Boy. Као знаеме што значи Дрейк, знаеме тематиката која што ја обработува, значи знаеме како тој дое на позицијата која што е сега, знаеме што песни правеше во тоа време, и мислам дека од еден аспект тотално се вклопува во сето тоа Дрейк што го прави и сето тоа Дрейк што означува како артист и како музичар и неговата музика во целост, но од друга страна некако за годините е премногу кринџи, има некои моменти кај што си велам зошто ова го имаш направено, после иако доста озборуван и доста омразуван на еден начин и разочарувачки Скорпион албум, кој што беше изварено многу сериозен. Сега го има овој момент кај што буквално онака има некоја ретракција, го имаш каверот каков и да е, го имаш албумот. Чекај, како се осеќаш за каверот? Гледам позитивна страна само во една работа, дека е многу озборуван, дека ќе донесе уствари на луѓе да читаат за него, некако да стигнат до албумот уште пред они да знаат буквално. Верувам дека ден денес има луѓе што не слушаат Дрейк. Значи постојат и такви, но некако целиот муабет за самиот кавер и дека е контроверзен и дека е таков кој што е, мислам дека ќе допринесе да луѓе го пуштат и да си речат чекај да видам што е ова. Мислам дека само од маркетиншки трик постои онака каверот да биде направен таков кој што е само за да се озборува. Бидејќи си знаеме, ги имаме позади Views, Take Care, сите тие албуми, единствен албум кој што ми текнува каде што Nothing Was The Same, кој што прави 8 години, значи сега баш периодов. Мислам дека сите имаат неговиот лик, неговата фаца. Ова е прв албум каде што онака тотално left field замена ептен лево, извади нешто скрос кој што никој не го очекуваше, бидејќи знаеме и Дрейк самиот дека иде малце по-сейф. И сега од нигде никаде искача кавер кој што е таков контроверзен, чуден, смешен дури и за подсмев. Ама на крајот на денот сите го збореа и мислам дека тоа придонесе онака за самиот албум да биде поозборуван, малце да крене хајп, бидејќи кој што кажа од нигде никаде 3 пати беше пушнат и сега доаѓа во понеделник, кажува еве го каверот, искача албумот во петок. И овде таа недела, тој период го имаш каверот само за да збориш, бидејќи ништо немаш друго.
Мислам дека е добро, бидејќи ако не се лажам и ова е прв можеби прв, не знам, не ме фаќате за збор, прв албум каде што Дрейк нема најавено сингл, нема ништо онака. На еден начин и пак иако го најави е сапрайз дроп, бидејќи не знаеш што да очекуваш, не знаеш што ќе има на албумот, не знаеш колку долго трае, не знаеш какви песни има, не знаеш кој гостува на албумот. Освен нормално во последниот момент кога тој почна веќе со билбордите да најавува кој све ќе биде. Така да мислам дека има и добри и лоши аспекти од артистична гледна точка, мислам дека само одзима од албумот, не додава ништо ко кавер, но на крајот на денот Дрейк е Дрейк, секако дека ќе го слушнеш и мислам дека само тоа му беше да го прошири бројот на луѓе и опсекот кој што ќе го фати со луѓе да зборат за албумот. Мислам дека од тој аспект успеа во тоа што го прави и што сакаше да го постигне. Гледај, мене искрено тоа како изгледа каверот и што пишуваше на билбордите и како се изведе се до тоа, баш тоа што го кажа, не му личи на годините, не му личи на нивото на кое што треба да биде. Ова требаше да биде на албум на Дрейк што ќе го издигне некаде во период кога и во година кога немаме добри албуми, кога немаме онака ништо посебно. Искрено мене спремањето за албумот не ми остави добар впечаток, дури бев као брат, шо правиш, шо е ова, дај онака. Чекај, не е ова тоа што го очекував и што го сакав. Исто така мерчот, мислам дека беше подпросечен. Прелош, искрено прелош. Ја бев поттикнат сага и хајпнат, бев сагав да купам. И си реков, не, ова не би го носел ја на мене. Не со ружи, не со некој чуден фонт, онака кој што е испишан со исламски мотиви, брат. Некако, знаеш, се случува да има многу влијание од нигде никаде, као да не е нешто сконцентрирано околу едно и мене тоа ме нервира. Да, токму конкретно тоа. зборам за дизајните. Да, естетиката, албум каверот, билбордите, тоа со најавувањето на гостувањето, окей. Мала искрено, гостувањата на албумот и не се толку битна работа, за разлика од некои други албуми, како на пример Донда, кај што се играат голема улога. Тука Дрейк е тој што ја води работата и албумот ќе поминал супер и без повеќе од 50% од гостувањата. Се слагам, дефинитивно, бидејќи многу од нив се и непознати, барем за големата јавност. И не носат многу on the table, на масата. Апсолутно, да, нема ти некоја дури и тие што очекуваш нешто од нив се подпросечни. Тоа е тоа. Ајде збориме за првите импресии. Какви ти беа првите импресии, во каков муд го преслуша албумот? Што ти беше прво што ти помина низ глава, дали го помина албумот одеднаш? Да, види, албумот, кој албум е долг, ама тоа е нешто што очекувам веќе од Дрейк, бидејќи ако луѓе се сеќаваат, искрено Дрейк нема доставено се уште некој краток албум од 10, 11, 12 песни, секогаш иде малце over the top, некад се 15, некад знаат да биде и double CD, кој што беше Scorpion. Views исто беше долг, можеби и не толку траклистата, но рантаймот беше долг. Така да Силбит припаѓа тука некаде и не сум изненаден што е долг, дури и тоа го почитувам бидејќи знае да донесе се, знаеш како, различни вајбс во различни моменти. Така и почна, кога го слушнав, првиот момент, интрото, брат, кога го слушнав, беше феноменално, онака ме потсети Масего, многу убава енергија ме опфати, брат, пошто знаеш, одличен шараут е Дрейк да даде шараут на таков квалитетен артист, бидејќи го имаме зборено, го имаме и третирано Масего, го имаме зборено на нашето шоу. Некако Ептен ми ги крена очекувањето уште првиот момент кога го, и бидејќи и овде е рапинг Дрейк. Овде, значи интрото влага со рап нешто што ме потсеќа на Nothing Was The Same. Има добри моменти, првите импресии беа такви кои што си реков, окей, прва песна идеме, брат, као топе. И како иде понатака, знае малце да менува динамика, бидејќи се случува некои песни одеднаш се префрлува кон нешто друго. Тука се случува некаде има некоја јака средина каде што има трап бенгери, онака каде што се Future, каде што е 21 Savage. И после почнува измеѓу овде го има тој бумбапиш негов стил, ја не би го нарекол бумбап, но продукцијата е таква каде што се гледа дека 40 е овде, дека тој продуцира, дека е во колекција со други, го има Кардо, но не е толку кохезивен кој што знаат претходните негови албуми да бидат. И тоа ми е и онака во првите импресии тоа ми беше и критика дека некако можел многу подобро да го среди и да го скоцка како албум, но целото негово течение ми нема некоја смисла, но трака за трака има повеќе добри неголи лоши песни. Велам лоши во смисла дека не се лоши сами по себе, доку некако ги осеќам дека се непотребни на целиот, не придонесуваат никако на албумот. Тоа ми беа првите импресии, го слушав премногу пати, имам одредено песни кои што ги вртам и ми се во константна ротација, но мислам дека во поголемиот дел онака не би се навратил на многу песни. Кажи ми ти како се чувствуваше, бидејќи знам дека на поинаков начин го... Ја прва работа што направив, кога станав во петок са Бајле, видов дека излезе на албумот топ,
отварам да видам трак листа дали Not Around, која беше лик уште од лани, е стајана на албумот, гледам дека не е, викам добро, тоа е тоа. Почнав да го слушам, прва песна, втора песна, викам ова е топ. Првиот пат ме сецна кај она Say that you a lesbian, girl, me too. Тоа беше момент кога чекај, што се деси сега? Да, овде паузираш, брат. Да, што се деси Овде сега? И стискаш тука, space. тука више почнав да го слушам со малце поинакви уши, кога чекај што прави овој. Да. И почнав песна по песна. Искрено песна по песна ми беа супер повеќето песни. Ја слушнав Not Around, но под друго име, TSU. TSU. Шараут за Дрейк што ни ја даја таа песна. Јас утепав мо слушање уште од лани. Фала ти што ја стаи тука. Мене искрено ми е топ 5 песни на самиот албум и е на Prime Time Исто. Дрейк. Најдоброто од Дрейк што го сакам го има на таа песна. И е топ. Првите импресии ми беа задоволителни. Единствена мана ми беше тоа што немаше ни еден, ајде да речам, God's Plan хит. Значи, немаше ни еден мега хит од самиот албум. Некоја песна што бев као, ова е тоа, ај се 100 пати на репит песна. Да. Мислам Секој дека претходен албум го имало да, тоа. тоа сега ќе кажав Тука дека секој претходен албум нема, го имало. нема една песна која скокнува. Way Too Sexy е окей, ама тоа е ремикс, тоа е повеќе меме песна отколку што е за мене бенгер. Не е сериозно тоа воопшто, иако ми е интересна, фани ми е, смешна ми е, ама не можам да го сватам сериозно Дрейк посебно. Ама затоа ти велам, има некој баланс во сето тоа, бидејќи имаш песни во вториот дел, бидејќи во вториот дел некако Дрейк кога ќе заврши TSU, почнува некако во многу посериозни води. И овде ми се свиѓа бидејќи ги има оние Курчо имаше една многу добра мисла кај што вели Дрейк со song title Sad е најдобриот Дрейк. Да. 730. Мислам дека е феноменална песна, знаеш, одличен показател за све тоа што може Дрейк да го направи. Така е интрото, така е секаде кај што рапува, знаеш зашо? И ги има тие моменти. Затоа на мене Views ми се свиѓа, бидејќи овде имаш пеење, овде имаш рапување и одлична кохезија. Овде фали кохезијата, а песните сами по себе постојат. Кога му фали концентрација за да го склопи, ги има песните да го склопи целиот во еден албум, во едно издание. Со тоа имам само проблем, но песна за песна да има прекринджи лајнс кој што кажа, и онака буквално стискаш пауза и си викаш чекај малце, како што се случува овде. И баш и Форти кажа дека не се сложува со голем дел од лирикс што на многу луѓе им се онака questionable и дека едноставно немал тој рака во тој креативен процес, бидејќи го оставил Дрейк да си го работи тоа, само што си го прави. Така да мислам дека Дрейк така се чувствува, барем на крајот на денот искрен и као колку и да е кринџи, си го кажува своето. И тоа е он. Наше е тоа дали ќе го прифатиме или не. Не дека сега е Дрейк па го возвишуваме дека е не дека може да каже се и се што, но не кажа нешто толку многу болно. Има паралели дека и Кемерон го има кажано тоа во рани 2000-ти, но на многу поинаков начин. Не го мразам, но онака таа песна ми е скип само заради тој дел искрено. Кажи ми трече кои ти се најдобри моменти од CLB? Дефинитивно би рекол интрото и секаде секоја песна каде што рапува Дрейк. Не знам зошто, ама имам некоја онака посебно место у моето срце кога го слушам Дрейк као рапува и би рекол една песна која што онака ми е монументална на целиот албум е You Only Live Twice заради тоа што носи онака ме потсеќа на едно старо време, ме потсеќа на YMCMB, на Дрейк, на Lil Wayne, онака у својот прайм, back and forth, на стар бит кој што звучи онака во тоа што се слушаше 2012-2013. И мислам дека тие два моменти онака 7:30 AM, интрото, секаде кај што рапува ми е феноменален, но на пример и моментите кои што рече TSU исто така, значи си ги има Дрейк тие моменти каде што и кога пее и кога е на трап бит ми е одличен и не можам да издвојам неколку, ама би рекол тие три моменти ми се најдобри на целиот албум. Се слагам, мене интрото Champagne Poetry, втората песна Papi's Home, песната со Тревис Скот, Into Deep со Future, аутрото, има многу добри моменти и ми се допаѓа Дрейк кога рапува или кога е во длабокото. Значи она албум Дрейк. Да, side Deep beat cuts. Дрейк, апсолутно, да. И тоа поише е проминентно, знаеш како во втората половина. Последните 5-6 песни од самиот албум се феноменални сите онака и тоа е Prime Дрейк и тоа е Дрейк ја највише у кој што уживам, брат. Не можам во поинаково светло да го слушнам каде што ќе си кажам ова е тоа. Тогаш ми е најдобар, најмногу можам и за мене искрено највеќе има replay value во тој момент.
Тоа е тоа и мора да се префрлиме сега на лошите страни. Мене тоа што најмалку ми се свига со албумот е тоа што почнувајќи од каверот, целиот ролаут, главните синглови и неколку песни се третираат како меме или како заебанци или како некој нов интернет тренд. Да беше албумов со 5-6 песни помалце, со посериозен кавер, значи да останеа само песните што прилегаат, значи директ каде што рапува или каде што е Loverboy, значи или каде што рапува за своите ствари или каде што пее за девојки и слично, ќе беше перфектен албум според мене, со многу подобар кавер и ќе имаше потенцијал да биде многу повисоко во неговата дискографија вака. Каверот, песните како Way Too Sexy, и јако е добро, јако ќе ја пуштам, му е намалува вредноста на албумот, наместо да му дорадат вредност на Факт. албумот. Се слагам потполно со тоа што знаеш како, дури и тоа ќе кажам, прв пат се чувствувам дека на Скорпион не се чувствувам така, иако е дабл диск и има премногу песни кои што не треба да бидат таму. Овде го тоа чувствувам повеќе бидејќи стварно имам ексцес на песни онакаш кои што воопшто и не ми текнува на нив. Например, моментот со Темс пробав да слушам добар артист во рете, но никако не ми се пронаоѓа во самиот албум онака. Има неколку песни кои што мислам дека не треба во некое друго издание да бидат пуштени. Не ми се овде, а и ми фалат онака колаборации со Magic Jordan, ми фали PND овде, ми фали продукција од Forty повеќе на самиот албум. Го сакам Дрейк и која е во својот близок круг на пријатели која креира музика со нив. Сигурен сум дека Magic Jordan и Party Next Door имаат придонесено кон креација на албумот, но ми фали онака некој фичер да слушнам некаде, да го слушнам тој OVO саунд, бидејќи искрено на моменти ми фали многу. Да. Мене You Only Live Twice ми е песна која не ми припаѓа на албумот. Knife Talk никако требала да си остане на Savage Mode тука каде што си била најверојатно. Песната со Темс ми изненади позитивно дека е единствена афробит песна. Искрено очекував да има многу повеќе афробит, очекував да има многу повеќе интернационални соработки, можеби нова соработка со Bad Bunny, со J Balvin, со некој од латинската сцена. Очекував да има дрил можеби, нема ни еден артист од Англија на албумот. Јако Дрейк го правеше тоа уште во 2015-та, но сега во 2021 очекував нешто многу посвежо во поглед на звукот и во поглед на светските трендови. Дрейк ни даде нешто друго. Се на се, окей, но мојот крајен впечаток е дека можеше биде многу по-профи албум, доколку беше намален, доколку некои песни како Time Flies се најдеа на албумот, како Lemon Pepper Freestyle се најдеше на овој албум, а другите песни како Way Too Sexy Base вадени претходно како синглови. Така албумот ќе добиеше многу поголема вредност во поглед на содржина и во поглед на и на значење, да. Од друг аспект, еве да ставиме во перспектива, така Дрейк се појави на сцената многу рано. 2009 веќе беше проминентен артист. Сега е 2021, нова декада и тој ја отвара и се презентира на новата генерација што ќе почнат да ја слушат музикава со овој албум. Мислам дека не е добар теист за све тоа што може Дрейк да го направи. И мислам дека таму сгреши бидејќи сепак е 10 години и кусур веќе во играта и мислам дека ова ќе беше онака не дека Дрейк ќе падне. Тоа никако нема да се деси, мислам дека Дрейк уште ќе биде најслушан и најпратен артист и за оваа декада. Сигурен сум дека има уште 10 години, ако не 10, ама едно 7 години во него. Сигурен сум дека ќе изводи уште 2-3 солидни албуми кои што ќе ги избориме. Но на крајот на денот, кој за прв албум за оваа декада, искрено очекував повеќе, очекував многу по-grown up Дрейк неголи тоа што добивме. Ете, For Better or Worse си ги има тие моменти, ќе се најдат луѓе кои што ќе го слушаат тоа, мемиња се да, но онака само ќе ги скипнам бидејќи и онака не придонесува толку многу на целата визија на албумот, ако и постои една. Се слагаме за албумов, јас имам многу слични чувства, така да тоа ја искрено очекувам, го очекувам тој grown up албум од Дрейк, можеби во некој следните големи фанови сме на Дрейк и очекуваме да го добиеме од него и ние ми израснато со Дрейк, очекуваме музика која што ќе допира до нас сега. Како растеме, ќе не допира таа музика. Се надевам, време да дефинитивно. Ги има, значи низ целата негова кариера ги има тие моменти, но сега ги сакам се уште се повеќе и повеќе бидејќи и Дрейк старе, значи веќе има син. Буквално и тоа го збори во неговиот албум, дека морал да легне со многу жени за да добие таков син. Дури кога го збори син му е кринџи, ме разбираш, има некои такви моменти каде што се велиш као 30 и кусур години си во рете, као окей, разбираме, сага знаеме дека треба да бидеш интересен за одредена група, но
големиот дел од тие кор фанови што те слушаат не го Дај ни очекуваат. нас, дај музика за нас. Да, апсолутно. Тоа беше нашиот ревју на Certified Lover Boy од Drake. Надеваме дека ви се допадна, пишете ни коментар што мислите вие за албумот и што мислите вие за нашите ставови за овој албум. Јас сум Дарко Айрис Креч, овој е мојот човек Try Check It Activity, ние сме Pandemonium Radio, ова е нашиот YouTube канал. Следете на YouTube, следете на Instagram, пишете ни секој време кога ви се збори за музика. До следното видео, се гледаме.